Почитувани гледачи, добро вечер. Денес верниците од католичка вероисповед го слават Христовото раѓање, одвана миса во католичката црква. Пратеникот Александар Николовски со детали околу изградбата на автопатот Кичево-Охрид, градоначалникот за инвестицијата на германскиот гигант Костал во Охрид, ефектот на видеоигрите врз однесувањето на децата, во дневников и избор од вестите од светот и спортот. Гледајте, не започнуваме по најавите. Католичките верници денеска го слават Христовото раѓање Божиќ. Ефектите на видеоигрите врз однесувањето на децата. Објавена снимката од убиството на црноморестото момче, во меѓувреме во САД големи немири. Денес верниците од католичка вероисповед го слават Христовото раѓање. Божиќ е еден од најголемите христијански празници и еден од најрадосните и представува благослов за секој дом, вели отец Оливер Тантушев. Постите пред банник и Божиќ значат духовно постење, помагање, ширење, мир и љубов, вели верникот Јасминка Баркич. Католичките верници денес го слават Христовото раѓање. Вчера за Бадник во католичката црква беше одржана полноќна миса за пречекување на раѓањето Христово. Божиќ е еден од најголемите христијански празници и еден од најрадосните, бидејќи се родил Спасителот Исус Христос. Верниците од католичката црква го празнуваат овој празник весело и радосно. Суштината на празникот е да се пречека Исусовото раѓање. Во однос на тоа, отец Оливер Тантушев вели дека најзначаен обичај е градењето на пештерата каде се родил Исус Христос. Еден вид символично прикажување на целата таа случка која што се случи таа вечер, тиха ноќ, каде што Господ Исус Христос се роди. Тука се и пастирите на кои им се објави радосната вест дека ќе се роди Спасителот, и ангелот кој што исто така навести слава на Бога во висините и на земјата мирно и луѓето со добра волја. Постот пред Бадник и Божиќ значи одрекување од работи кои штетат на душата. Ова е период на духовно постење, на помагање, на ширење мир и љубов. Ова е и семеен празник на кој традиционално се прават јадења по долгите пости. Трпезата мора да биде скромна, вели верникот Јасминка Бркич. И секоја трпеза мора да е на секоја трпеза мора да е присутна пченица пред се и посно, дали е риба, гравче, сарма. Зависи, мислам, трпезата мора да биде скромна како што самиот Исус дошол скромно на овој свет. Трпезата по Бадник се остава да влезе Исус да не посети и да донесе светлина во секој дом. Божиќ е благослов за секој дом. Традиционално секоја година на мисата за Божиќ се покануваат децата со посебни потреби да дојдат да се помолат за помош и се надеваме дека тој ќе ги послуша нивните молитви, додава Бркич. Нека е честит празникот, им порача Бркич на сите католички верници. Пратеникот Александар Николовски во писменото обраќање до Собранието побара одговори од Министерството за транспорт и врски околу изградбата на автопатот Кичево-Охрид, како и за изнаоѓањето можности за изградба на автопатот од Кичево до Гостивар. Од Министерството велат дека интензивно се работи на двата случаеви. Интензивно се работи на изградба на автопатот Кичево-Охрид, за кој работите отпочнаа оваа година, а рокот е 2018. До сега се пробиени 25% од трасата, формирани се косини и усеци на првите 3 делници од вкупно 5, а отпочнати се и подготвителни работи за пробивање на тунелот, кој ќе биде во должина од 2 км, велат од Министерството за транспорт и врски. Со изнаоѓање на начини за изградба на автопатот и од Кичево до Гостивар, целосно би се изградил автопатот Мајка Тереза и Охрид, Струга, Вевчани и Дебарца би се поврзале целосно автопатски со Скопје и преку коридорот 8 со Албанија и Бугарија, а преку коридорот 10 со Србија и остатокот од Балканот, што позитивно ќе влијае на економската активност во целиот југозападен регион. Во однос на изнаоѓањето можности за изградба на автопатот и од Кичево до Гостивар, министерот за транспорт и врски Милејана Киески истакна дека во финална фаза е изготвувањето на документацијата како и повикот за изнаоѓање концесионер. Во февруари или март 2015 ќе биде објавен повик за изнаоѓање концесионер за изградба на автопатот, кој би имал обврска да го изгради автопатот Кичево-Гостивар, а би го добил под концесија целиот автопат од Охрид до Скопје. Доколку се пријави компанија која е заинтересирана за изградба на автопатот, се очекува во текот на 2015 да се подпише договор и отпочне работата за изградба на автопатот Кичево-Охрид, додаваат од Министерството.
Со инвестирањето на германскиот гигант Костал во Охрид ќе се отворат над 1000 нови работни места. Ова е одличен чекор напред кон подобрување на локалната економија како и животниот стандард. Како локална самоуправа се стремиме да создадеме услови за соработка и со домашните компании и да ги поддржиме нивните развојни планови, вели градоначалникот на општина Охрид Никола Бакрачевски. Германскиот индустријски гигант Костал даде официјална потврда на одлуката да инвестира со свој производствен капацитет во Охрид. Ова е уште една потврда на нашите приоритетни напори и како влада и како локална самоуправа да чекориме кон пат на стопанско заживување на Охрид, пат кон подигање на локалната економија и креирање на нови работни места, пат кон сигурно подобрување на стандардот во Охрид, вели градоначалникот на Охрид Никола Бакрачевски. Инвестицијскиот план на Костал за Охрид се поклопува со нашата локална стратегија за економски раст и развој на градот. Во фабриката Костел во наредните 2 до 3 години етапно се очекува да бидат работно ангажирани над 1000 работници и стручен кадар од разни профили. Но индиректно ова инвестиција преку создавање на мрежа од локални компании, кооперации и фирми добавувачи отвара сериозна можност бројот на вработување да биде многу поголем, бидејќи идејата е да се искористат сите сродни локални капацитети. На почетокот на 2015 година ова инвестиција ќе започне како браунфилд инвестиција во некој од постоечките капацитети во Охрид, за да после период од 2 години се трансформира во целосна гринфилд инвестиција во Тирс Охрид Струга. Вработувањата во Охрид веројатно ќе бележат нагорна линија, земајќи во предвид моменталната заинтересираност на уште 1 до 2 компании од областа на производство на далноводи и трансформатори, кои пројавуваат силен интерес за рестартирање на делови од Охридски ЕМО. Правиме напори како локална да обезбедиме поволности и услови за развој на бизниси како за домашните и за странските инвестиции. Постојано сме во контакт со локалните компании за остварување на соработка, да ги поддржиме нивните развојни планови, додава Бакрачевски. Полицијата соопшти дека 18-годишниот тинејџер што беше убиен од полицајци во областа Сент Луис бил вооружен и имал насилно криминално минато. Од полицијата соопштуваат дека не знаат дали камерата во полицискиот автомобил била вклучена за време на расправијата, но објавија снимка од инцидентот снимена од камерите за надзор на локацијата. Полицијата во Сент Луис објави снимка која го покажува моментот пред полицаец да убие едно црно момче на бензинска пумпа. На снимката се гледа како момчето вперува пиштол во полицаецот. Шефот на полицијата Џон Белмер изјави дека полицаецот во текот на рутинска контрола на бензинска станица во предградието на Сент Луис пришол на 2 момчиња, а едното од нив го извадило пиштолот и го насочило во него, пошто тој пукал во него. На местото потоа се собрале граѓани кои почнале пресметка со полицијата. Инцидентот се случи во вторникот кога полицаецот го уби 18-годишниот Антонио Мартин пошто следуваа нереди. Убиството предизвика масовни протести и нереди, кои потоа се проширија низ повеќе градови ширум Соединетите Американски држави. Во нередите 2 полициски службеници се повредени, а 4 лица уапсени. Групата демонстранти доцна синоќа го блокирала сообраќајот во Беркли на околу 45 минути, а според изјави на очевидци полицијата користела солзавец за да ја растера разлутената толпа, пренесува Ројтерс. Видеоигрите и нивното влијание врз психолошкиот развој на децата. Еминентни психолози од Универзитетот во Торонто во своите истражувања тврдат дека играњето видеоигри со акциона тематика предизвикуваат промени во мозочната активност и посебно го зголемува селективното визуелно внимание. Телевизија О2 денеска истражуваше колку видеоигрите имаат позитивно влијание или негативно влијание. Децата на големиот дел од денот го поминуваат пред компјутер играјќи видеоигри. Родителите реагираат, но по се изгледа се немокни. Истражувањата на еминентните психолози, предводени од доктор Јан Спенс од Универзитетот во Торонто, во последните истражувања за влијанието на видеоигрите врз мозочната активност дојде до многу интересни факти. Акционите видеоигри делуваат позитивно врз мозочните активности, а посебно врз селективното визуелно внимание. Тоа особено е забележливо кај децата, кои се најчести корисници на истите. Колку навистина видеоигрите имаат позитивно или негативно влијание кај децата? Нивните активности и однесување најмногу зависи од личноста и карактерот на истите. За екипата на О2 телевизија објаснува Анастасија Настеска, психолог при Општинското основно училиште Григор Паличев. Но сепак треба да се разјасни дека на пример од логичките игри или нешто потикнуваат кај децата, значи поголема креативност, внимание,
спортските игри, значи или игри за стратегија, може да потикнат и тие некои виртуелна реалност кои што се ове кантер игриве што се, значи борбата за поголемо ниво и за поголем успех влијаат кај самава личност или да речам детево или младинецов да понатака оди се понапред и понапред, развивајќи кај него да речеме еден момент кој што ќе го тера за напред, значи. Самите видеоигри во однесувањето на децата имаат негативно влијание од аспект што веќе ја заменуваат детската игра и активностите на отворен простор. Но позитивно е што истата пак бара дружење и тимска работа, вели Настоска. Сега последно време можам да бидам искрена, значи компјутерите повеќе го земаат слободното време од детето, значи поголем дел од слободното време веќе е меѓу тие игри пред компјутер и нели си разменуваат веќе игри или се вклучени во некои групни игри. Во ера на општествен и технолошки развој, тешко може виртуелната реалност да се одбегне како дел од активностите на самите деца. Но позитивната страна е што имаат силно влијание во однос на начинот на размислување и развивањето на креативноста кај децата, посебно кај повозрастните генерации, а не го избегнуваат, како веќе напоменавме, ниту меѓусебното дружење и тимската работа. Јавното предпријатие Ниско градба постојано на терен. Изминативе 2 месеци се работеше на канализационата фекална мрежа во населбата Лескајца од 230 метри и реконструкција на веќе постоечката фекална мрежа на улицата Прва македонска ударна бригада. Директорот на јавното предпријатие Сашо Донев за војнина најавува уште проекти и градежни активности кои се во интерес на граѓаните на Охрид. Нова канализациона фекална мрежа во населбата Лескајца и реконструкција на веќе постоечка канализациона фекална мрежа од страна на јавното предпријатие Ниско градба. Овие два зафати се работеа во текот на минатите 2 месеци, истакна Сашо Донев, директор на јавното предпријатие Ниско градба. Направивме еден крак на канализација долг 130 метри и нова канализација во населбата Лескајца долга 230 метри. Вкупната инвестиција чинеше околу 1.500.000 денари, која што 30% од средства на јавното предпријатие Ниско градба, останатите 70% средства на локалната самоуправа. Во населбата Лескајца за прв пат е поставена канализациона мрежа, истакна директорот Донев. Во соработка со другите јавни предпријатија и се разбира локалната самоуправа, на овој потек ќе има уште градежни активности, потенцира Донев. Изминатиот месец и поизградивме канализација долга 230 метри, поставени се и ново осветлување од страна на Фондот за комунален развој, така да после завршување на зимскиот период сигурен сум и се надевам дека од страна на локалната самоуправа ќе биде и тој дел од таа улица асфалтиран, така да целосно ќе се завршат сите градежни активности. Јавното предпријатие Ниско градба секогаш се труди да им излезе во пресред на барањата на граѓаните, рече Донев. Ние и во иднина ќе продолжиме да работиме за доброто на нашите сограѓани, истакна директорот на јавното предпријатие Ниско градба. Во Дневников 2 вести од Хонг Конг. Едната за демонстрации, јапсења, блокирање на градски улици, зашто властите во Пекинг сметаат дека демонстрантите сакале да ја дестабилизираат ситуацијата во Хонг Конг, а втората е необична и на прв поглед смешна. Имено жителите на Хонг Конг имале неверојатна можност од улица да собираат пари. Полицијата во Хонг Конг уапси 12 демонстранти кои изминатата ноќ блокираа неколку градски улици. Демонстрантите се уапсени под обвинение дека упатувале навредливи зборови кон полициските службеници, одбиле да се идентификуваат, а го нарушувале јавниот ред и мир. Полицијата демонстрантите ги растерувала со бибер спреј и палки. Во полициската акција повредени се 2 полицајци. Ова есен илјадници луѓе ги окупираат централните делови на Хонг Конг и во тие 88 денови бараат демократски избори кои се планирани за 2017 година. Властите во Пекинг велат дека демонстрантите сакале да дестабилизираат ситуацијата во Хонг Конг. Жителите на Хонг Конг имале неверојатна можност од улица да собираат пари. Имено, $2 милиони исчезнале за неколку минути во сообраќајна несреќа кога возило што пренесувало пари се содрило со друго возило. Парите буквално почнале да летаат на сите страни, за голема радост на случајните минувачи кои почнале да ги собираат, пренесува BBC. Во хаосот многу не помогнаа ни полицијата, затоа што додека тие пристигнале на местото на настанот, луѓето веќе го блокирале сообраќајот, собирајќи ги разлетаните пари. Неофицијално во оваа несекојдневна случка исчезнале околу $2 милиони. Полицијата во меѓувреме ги замолува граѓаните да ги вратат парите што ги зеле, но досега вратен е само еден дел од исчезнатите пари. Поголемиот дел се уште недостасува.
Поради постоење основи на сомнение за сторени 9 тешки кражби и една кражба, СВР Охрид поднесе 2 кривични пријави против Б.И. 24 годишно лице со привремено живеалиште во Охрид. Пријавениот кривичните дела ги извршил во првата половина на овој месец со насилно кршење на вратите и прозорците од куќи и станови во Охрид. На тој начин Б.И. се стекнал со противправна имотна корист од 70.000 денари. Пријавениот кривичните дела ги извршил во првата половина на овој месец со насилно кршење на вратите и прозорците од куќи и станови во Охрид. На тој начин, но и со кршење на пластичните ролетни, пријавениот влегол во 2 куќи на улицата Дејан Војвода, чии сопственици се наоѓале во Швајцарија, од каде одзел сребрени алки и златен накид. Со кршење на стакло од прозорецот на приземјето, Б.И. влегол во куќа на улицата Лазо Трповски, извршил пребарување и одзел DVD плеер, машина за шишање, туш батерија и една чешма. Пријавениот искористил згодна прилика, односно незаклучена влезна врата и влегол во куќа на улицата Славе Планина, извршил пребарување и од спалната соба одзел лаптоп компјутер. Со качување на балконите, пријавениот Б.И. влегувал во станови на булеварот Туристичка и Богомилска, од каде одзел пари, австралиски монети, златен накид, еден нож и други посетни предмети. Златните предмети ги продавал во златари во Струга, а другите предмети низ пазарите во Скопје. На тој начин Б.И. се стекнал со противправна имотна корист од 70.000 денари. Делот од земените предмети заедно со една патна исправа се пронајдени при претрес што полициските службеници го извршија во неговиот дом, пошто од страна на оштетените лица во присуство на јавен обвинител извршено е препознавање на пријавениот. Социјално ранливата категорија на граѓани денес добија традиционален предновогодишен ручек. Локалната самоуправа во соработка со Црвениот крст од Охрид и други институции овозможи ручек за 150 лица и исто така беа обезбедени новогодишна пакетчиња за децата од социјалните семејства. Традиционален предновогодишен ручек по трет пат за лицата од социјално ранливата категорија на граѓани. Овој ручек беше организиран од страна на локалната самоуправа и Црвениот крст заедно со Средното угостителско училиште Ванчо Питошевски од Охрид. Организирано и делење на новогодишни пакетчиња на дечињата од социјалните семејства, рече заменик градоначалникот Ангел Јанев, кој се надева во иднина дека оваа бројка ќе е помала. Јас се надевам дека ова и ваквите манифестации на еден начин нема да престанат, меѓутоа на друг начин би сакал што помал број на луѓе да бидат делови од ваквите ручици како социјални случаи. Председателот на општинската организација Црвен крст од Охрид рече дека на овој ручек поканети се 150 луѓе, бидејќи толку средствата им дозволуваат. Има голема потреба за повеќе места, но ние даваме се од себе да помогнеме таму каде што е најпотребно, истакна Точко. Ние можеме да помогнеме еднократно или моментално, но не можеме да им го решиме статусот. Секако постојат институции кои што се занимаваат со таа проблематика, ги упатуваме, но сепак сочувствуваме со нивната мака и гледаме што повеќе социјални случаи да обслужиме. Преку 700 лица добија помош од Црвениот крст, истакна председателот Точко. Она што загрижува е што бројот на социјални случаи се зголемува, но ние како Црвен крст и сите надлежни ситуации работиме на тоа да им се помогне на социјално ранливата категорија граѓани. Како и секоја година, и оваа Сдруженијето на пензионери на Охрид и Дебрца во традиционална посета на геријатрискиот оддел. Покрај носењето на традиционалните домашни специјалитети и скромни подароци, како и дружењето со повозрасните пензионери, Сдруженијето со огромна благодарност до персоналот за грижата и вниманието кое го пружаат вработените на геријатрискиот оддел. Од Сдруженијето изразија и голема поддршка и очекување за веќе најавените проекти за реконструкција и проширување на геријатрискиот оддел и изградбата на домот за стари лица. Сдруженијето на пензионери на Охрид и Дебрца, како и секоја година, така и годинава беа од традиционална посета на геријатриското оделение при општата болница во Охрид. Покрај дружењето со постарите пензионери и носењето на традиционалните домашни специјалитети и скромни подароци, од Сдруженијето на пензионери со поддршка за проектите поврзани со реконструкцијата на геријатрискиот оддел и изградбата на домот за стари лица. Денес, како што спомнате и вие, традиционално секоја година, пред новогодишните и божичните празници, ги посетуваме
ова одделение кој што се наоѓаме овдеке, гериатриско одделение, кај што се сместени поголем број на лица и кои што се и пензионери, се разбира, и членови на нашето здружение. Од име на гериатрискиот одделение, задоволство и благодарност за посетата и донесените подароци изрази доктор Јасмина Гроздановска. Им се заблагодарувам на Сдруженијето на пензионери за убавите подароци и за големото внимание што им го направија на нашиве штитеници. Доктор Гроздановска исто така очекува подобрување на условите за сместување и работа и со најавениот проект за реконструкција на гериатриското одделение. И имат нашиот град голема потреба од ваков објект и се надеваме дека ќе биде изграден во иднина новиот објект кој што се најавува со капацитет од 100 сместувања. Најавените проекти за реконструкција на гериатриското одделение и домот за стари лица е она што Сдруженијето на пензионери го очекуваат со нетрпение, бидејќи што велат од самото здружение, само на тој начин ќе се подобрат условите за живење, грижа и нега на старите лица, но и вдомување на оние кои се подолго време на листата на чекање. Најдобриот спортист за 2014 година според Американската спортска академија е тенисерот Новак Ѓоковиќ. Со ова признание кај жените се закити неговата колешка Марија Шарапова. Пред деталите за оваа вест се враќаме во нашата република, каде ракометарите од репрезентацијата се екипираат и започнуваат со подготовките за светското првенство во Катар, Доха 2015 година. Синоќа тимовите од најсилната кошаркарска лига НБА направија пауза на настапите на терените поради божичното празнување, но веднаш вечерва се играат нови 5 дуели. Македонската ракометна репрезентација полека се комплетира. Од денеска и најбитната алка во тимот Кирил Лазаров ќе присуствува на попланевниот тренинг во спортскиот центар Јане Сандански. Лазаров им се приклучува на репрезентативните колеги во подготовките за светското првенство во Катар 2015 по обавувањето на клупските обврски во каталонскиот гигант Барселона. По доаѓањето на Лазаров, селекцијата е речиси комплетна. Имено, единствено во колективот останува да пристигне Никола Стојчевски, централниот бек од шведскиот Ротбергслиц. Атмосферата во тимот е на добро ниво, како и здравствената состојба на сите играчи, што е од голема важност. Играчите полекано сигурно ја темпираат и својата форма, а двомечот со Израел, кој нема резултатска важност, ќе биде само измерување на силата и патокас за деновите до стартот на Мондијалот. Првиот надпревар против Израел репрезентативците ќе го одиграат во недела од 17 часот и 45 минути во спортскиот центар Јане Сандански во Скопје и ќе биде од хуманитарен карактер, додека наредниот ден двете селекции ќе одиграат уште еден меч во тренинг форма, кој ќе биде од затворен тип. Новак Ѓоковиќ избран за најдобар спортист на светот за 2014 година според Спортската академија на Соединетите Американски држави, која е базирана во Дафне, Алабама. На овој јубилеен 30-ти избор, познатиот Ноле, во исклучително силна конкуренција успеа доминантно да победи на гласањето кое траеше од 1 до 24 декември на официјалниот сајт на Американската спортска академија. Новак со ова стана петтиот тенисер во историјата кој ја добива оваа награда, после Иван Лендл, Пит Сампрас, апсолутниот рекордер во тенисот Роџер Федерер и упорниот Рафаел Надал. На изборот посебно беше истакнато легендарното финале на Вимблдон, каде Ѓоковиќ успеа да го совлада Федерер освојувајќи го 7-миот Гранд Слем трофеј. На оваа церемонија за Ѓоковиќ на втората позиција се најде канадскиот атлетичар Денис Кимето, а на трето место заврши еден од најдобрите фудбалери на светот Лионел Меси. Кај девојките оваа ласкава награда и припадна на тенисерката Марија Шарапова, која како и Новак доминантно по гласањето успеа да победи во исклучително силната конкуренција. Зад Шарапова на втората позиција се најде атлетичарката од Етиопија Гензебе Дибаба, а трета беше американската пливачка Кети Ледецки. Минатата година ова признание го освоја Рафаел Надал кај мажите и Јоана Ким надпреварувачка во уметничко лизгање од Јужна Кореја кај жените. Предвременската прогноза е на занимлива вест.
Во Дневников ви представуваме како изгледа најстуденото населено место во светов, таму за руското село во Централен Сибир Ојмјакон, каде жителите се соочуваат со екстремно минусни температури. Остенно во видео можеме да погледнеме какви се условите за живот во овој предел. Најстуденото село во светов се наоѓа во централниот дел на Сибир. Имено селото Ојмјакон се смета за најстуденото населено место. Најниската температура која некогаш е измерена во ова село е минус 67,7 степени Целзиусови, а е забележана далечната 1933 година. Деневната светлина во месец декември се задржува само 3 часа, а во јуни до 21 час. Највисока температура е забележана во месец јули и достигнала 34,6 степени Целзиусови. Селото има популација од околу 500 луѓе, кое е чудно како живеат во овие екстремни услови, а се наоѓа на 750 метри надморска висина и е на 682 километри оддалеченост по воздушна линија од главниот град Јакутск во областа Јакутија, каде ситуацијата не е ништо подобра кога станува збор за температурите. Во Јакутск има близу 300.000 жители, а просечната зимска температура е минус 34 степени Целзиусови, поради што се смета за најстуден град во светов. Поради екстремните услови, овие населени места се соочуваат со голем број проблеми во секојдневието. Голем број од нив немаат внатрешни водоводни инсталации. Принудени се возилата да ги чуваат во посебни загреани простори, а главна храна им е месото, немајки услови да одгледуваат зеленчук и овошје. Така беше во Ојмјакон на Сибир, а какво време го очекува регионов од О2 Метео? Почитувани, на телевизија О2 го следевте второто издание на Дневникот. Ви благодариме на вниманието. Пријатна вечер ви посакува екипата на телевизија О2.